Може да се најде на интернет страница со податоци, например, колку заработуваат некои пастори во Америка, што имат, како имат, и така се мери нивната успешност. Ако, например, овдека ние се така малку соблазнуваме од мерцедесите и джиповите што ги возат владиците, на Запад, во Америка посебно, пасторите, Америка претежно, пасторите се надпреваруваат не со тоа кој каква кола купил, туку кој каков авион има приватен. Така да отишле, или јахта, така да отишле многу подалеку. Или колку спални имат куќите што се ги изградиле. Например, куќата на Джойс Мајер имала 12 спални. Исто така, еден од знаците за, или еден од мерките за успешност е и големината на црквата и сите луксузи кои ги содржи таа црква, како например VIP, посебни фотели, места и така натаму. И некои други работи, колку им се заработувачките, има пастори во Индонезија, како оној што е, или Малезија беше Джозеф Принц, или Джойс Мајер, или овој Джоел Остин, имаат над 100 милиони евра месечен приход. Се така, гледајќи ги овие мерила за успешност на службата, не знам како би го оцениле апостол Павле. Како тој би бил оценет и неговата служба според денешните мерила што ги имат некои цркви. Сепак Павле голем дел од животот, од службата, помина во затвор. И од затвор има напишено 5-6 посланија. Така да неговиот кабинет беше затворската келија. Тој немаше свое приватно бродче, јахта да патува низ Медитеранот и да ги посетува црквите, немал и своја кочија, немал своја куќа, дури немал ни адреса на живење. Ако некој го прашал која ти е адреса на живење, не знам дали би можел да каже. Да, основал многу цркви, ама не изградил ниту една црковна зграда. И на крајот, на краиштата, тој морал меѓу две проповеди што се вика, во слободното време што го имал во служењето, да шие шатори. Некогаш, во некои градови. И така, според таквите стандарди, што ги има денешната западна црква, американска, Павле не е многу успешен служител. И не верувам дека, ако би се јавил на конкурс за пасторска работа, би бил примен со едно такво CV што го има. Сега, ако бидеме целосно искрени, тој не бил многу почитуван и во негово време. А ние кога говориме за апостолот Павле, така во главите не оној ореолот на слава. Тој напишал толку посланија, многу, основал многу цркви, дал голем принос во градењето на христијанското учење, меѓутоа во негово време тој не бил многу ценет. Тоа го гледаме од посланијата што тој ги пишува за самиот себе си. Постојано имало некоја така доза на резерва за неговото апостолство. Сепак тој не бил од оние 12 кои постојано били со Исус, па може да ги слушат неговите проповеди, да ги гледат чудата. Тој самиот за се веде како некој недоносенче или она седмаче што го викат меѓу апостолите. Постојано е напаѓа за неговото учење по благодат од она јудејското крило на христијани, кои никој не можеле да прифатат дека само благодата спасува, тоест да, Христос, но треба и да се додаде нешто, треба и законот да се исполнува. И тие неоценување на неговата работа можеме најдобро да ги видиме во ова послание што го изучуваме, второто послание до Коринтијаните. Павле ја основал црквата во Коринт. Тој е оној што го донел евангелието во Коринт.
и основал црквата, и тие луѓе што верувале таму се неговите духовни деца, тој е духовниот татко. И сепак покрај сето тоа, после неколку години, 5, 6, 7 години, тие почнале да му бараат писма со препорака, дека од некаква повисока духовна инстанца, дека тој навистина е апостол. Му барале, како се вика она, потврда за способност, служителска способност или деловна способност. Знаете ли дека за да земете, вака деца, да се грижите за деца, треба судот да потврди дека ви имате способност да се грижите за деца. И мене ми е малку така смешно, после 4 деца што сме ги одгледале, да барам потврда и да докажем во социјалното дека сме способни да гледаме деца. Меѓутоа, замислете си, Павле кој основал толку цркви и основал црквата во Коринт, на крајот доаѓа до тоа коринтјаните да му барат од него потврда дека тој може да служи, дека е апостол. И тој во овој текст поставува така и некои реторички прашања кои се зачудувачки за него. Сето тоа доаѓа од по Коринтската црква, од она терминална адолесцентност, духовна адолесцентност на црквата. Терминална адолесцентност, ако не знаете што е, вела дека тоа е болеста на мажите. Тоест, вела дека мажите, кај нив само се менуваат играчките, тие стануваат поскапи, поголеми. Друго ништо не се менува. Така били и коринтјаните во духовен поглед. Никако духовно да созреат, да стигнат до некаква зрелост. Се останале духовни дечиња или бебиња. И таа нивна состојба ја користат лажните учители, за кои Павле пишува во ова послание, да ги манипулираат. И Павле, ќе видиме и во овој текст, во 3 глава и понатаму, вели тие се лажни апостоли, кои носат друго евангелие, говорат за друг Христос. Тој не е Христос кого ние го познаваме, Христос кој не спасил. И она што направило најголем впечаток кај коринтјаните, тоест она со што тие лажни учители оставиле такав впечаток, и некакви писма што ги носеле со препораки. Очигледно, и тоа било праксата во тоа време, црквата во Ерусалим, мајката црква на Коринтската црква, им давале водачите во Ерусалим, им давале посебни писма со кои се докажувало дека тие се христијански служители и имаат авторитет. Павле немал такви писма и тоа било за нив знак дека нешто фали. Тоест, можеби тој не е ополномоштен апостол или ополномоштен служител. И така во поголемиот дел од посланието и посебно во овој текст овдека, Павле говори за тие препорачителни писма, говори за кредибилитет или квалификации за служење, говори за способноста за службата. И посебно 2 дела има овдека. Првиот дел е препораките, или тие писма со препораки, кои се најдобрите писма со препораки, и вториот дел, а од каде навистина доаѓа службата, или кој е најквалификуван за да извршува христијанска работа. Тоа е, ние го видовме само првиот дел, овие 3 стиха, а вториот дел во стиховете што не можевме да ги видиме, но сега ќе ги видиме и ќе ги прочитаме. Така, на самиот почеток тој поставува 2 реторички прашања. Првото прашање е сега пак ли ќе почнеме да се фалиме пред вас? Павле сака целосно да елиминира можноста, тоест некој да си помисли дека се сака да се фали. Сега со она што ќе го зборува и со она што веќе беше напишано. Во претходниот текст Павле, крајот на 2 глава, вели ние сме вклучени во триумфалната поворка на Христос. Тоест, ние сме победници во Христос. И вели, кај да отидеме, ние шириме арома на Христово познавање, арома на познавање на Бог. Кај да отидеме, ние сме мирис или за спасение за живот, или за осуда, или смрт. Сега така прочитано, некој може да се каже, еве, тој се препорачува сега како служител, се фали. И затоа помеѓу овие 2 текста, крајот на 2 глава, ова што ќе следи во 3 глава, тој вели, не,
Ние не го пишуваме тоа да се фалиме. И многу јасно тој понатаму ќе им напише во 10 глава кој е неговата фалба. Кој се фали, со Господ треба да се фали. Зашто не е признан оној што самиот себе си се препорачува, туку оној кого што Господ го препорачува. Така, целиот дух на службата на апостол Павле е сведен некако во оваа сумаризација. Павле вели, аз никогаш не се фалам со себе си. И секогаш кога се фалам, со Господ се фалам. Не е тој стилот на служба на апостол Павле, самофалбата. Второто прашање што го поставува е ова: потребни ли се нам како на некои препорачувачки или писма со препорака? Или Павле со други зборови зачудено прашува: вие сериозни сте? Навистина барате од нас писма со препорака за нашата служба? Самото барање на такво писмо или самите писма во сушност е нешто многу суетно, нешто многу релативно, беззначајно. Во Коринт имало таква препорака. И за коринтијаните бил познат еден случај со филозофот Дионис, познат циник, филозоф од 4 век пред Христос. Тој бил коринтянин. Работел во Коринт, пишувал во Коринт. И некој негов ученик дошол кај него да побара такво писмо со препорака, за да може да работи кај некој богат човек, да му биде како советник. И Дионис му рекол: јас ќе ти напишам писмо, но тој човек веднаш може да разбере дали си човек или не си човек. Тоа очигледно дека си човек. Меѓутоа, каков човек си? Тој ќе разбере единствено ако има способност да разликува добро од лошо. Ако тој не може да разграничи што е добро, што е лошо, тој нема да може ни да види дали ти си добар или си лош човек. Јас и 100 писма да напишам, тој самиот, ако не може да разбере, писмото нема да му значи ништо. Со други зборови, Дионис вели, луѓето треба да разберат. Писмото како писмо, на крајот на краиштата, е хартија која може секој да ја напише. И Павле и тој истото им го кажува овдека, во овие, ги подсетува на она што се случило неколку века порано. Тоест, каков кредибилитет може да има на човечко писмо, споредено со службата што тоа има во Коринт и на другите места. Тоест, во самиот Коринт и меѓу самите луѓе во Коринт, во црквата во Коринт е недобрата потврда и недобрата препорака за неговата служба. Она што се случило со луѓето во Коринт, промената на нивните животи е недобриот доказ дека тоа е Христов служител. Самите нивни животи се недоброто писмо. Во првото послание до Коринтијаните во 6 глава, 9 и 11 стих, Павле изредува неколку греови, например, грешници кои не можат да влезат во Божјото царство. И тој таму додава, вели, некои меѓу вас беа такви, но Христос ги промени. И, например, таму пишува за крадци, разбойници, лажговци и така натаму. Пијаници. Тоа се греови кои, кажем, да, Господ спасува, и во црквите има такви луѓе кои биле порано, вршат такви греови, сега се избавени од Христос. Меѓутоа, таму вели Павле, имаше и хомосексуалци, меѓутоа сега веќе не се такви. Вие познавате ли некој во Македонија, надвор од Македонија, некој да даде сведоштво, јас бев хомосексуалец, сега не сум. Јас не познам, може би има. Не познам. Знаете ли црква која работи или вели ние нашата мисија ќе одиме да сведочиме на хомосексуалци, зашто и сакаме да се спасат, зашто се грешни. Оно што го гледам на Фејсбук од пастори, од служители, од цркви е постојана борба или агитација против нив. Против нивните методи на работа и против нивното влијание во општеството, така натаму. Павле вели, во црквата во Коринт има луѓе кои биле хомосексуалци, сега не се. Представете си каква промена. Нешто што за нас е денес толку невозможно што дури и не се молиме за тоа, дури и не работиме на тоа. Павле
Да. Слава на Господ. Значи има, јас не знам, но има. Слава на Господ. Но сакам да кажам дека Павле опишува во Коринт такви промени кај луѓето и сега тие луѓе бараат од него потврда дека тој е навистина служител Христов, дека навистина е апостол. Целата иронија овдека е во целата ситуација, Павле е толку восхитен од нештата што Бог ги прави, а тие велат, а кај ти е писмото тебе? Кај ти е препораката? Додека Павле се восхитува од Божјото дело, тие исследуваат нештата на една техничка работа. И продолжува понатаму да ја развива таа тема за писмата, со што дава неколку слики, неколку илустрации за самите коринтяни како најдобрата препорака за неговата служба. Првата слика е, вели, вие сте нашето писмо и на крајот завршува дека Бог го напишал тоа писмо не на камени плочки или не на хартија, туку на човечки срца. Тоест, неговата препорака, која Бог ја испишува, е исцртана, е запечатана во нивните срца, во нивните променети срца. И кога говори овдека за срце, тој го има во предвид семитското значење на срцето. За семитите срцето е суштината на личноста. Тоа е јадрото на рационалната област, на умствената, на емоционалната, на волевата, на духовната. Тоа е суштината на личноста. И вели, во вашата суштина Бог испиша препорачително писмо. Тоест, вашата промена, промената на вашата личност е препораката. Вие сте писмото. Вие сте хартијата на која што Бог ја испиша мојата препорака како служител, како негов служител. Второто нешто кое го гледаме овдека е дека таа препорака е видлива, јасна. За разлика од оние писма што ги носеле некои служители, кои ги чувале во џебовите и може да бидат видени само кога ќе се извади, ќе се прочита, Павле вели дека тоа писмо го познаваат и го читаат сите луѓе. Или изразот што апостол Павле го користи овдека е вие како писма или вашата преобразба е толку видлива и јасно читлива. Тоа секој може да ве прочита, како што ние велиме, како буквар. Не е некакво нејасно сведоштво, не е некакво нејасно писмо, не е некаква нејасна препорака, сомнителна. Некој пат се барат препораки за школа, за работа, и оно што ќе напише препораката, така ќе ја напише за да на крајот не е ни јасно дали препорачува или не препорачува. Павле вели, вашите променети животи јасно се гледаат и секој може да ја прочита таа препорака. Преобразбата е видлива. Кога Бог прави нешто, кога Бог работи, тоа е видливо. Кога Бог ја променува личност, суштината на личноста, тоа не може да се пропушти. Тоест, квалитативниот тест за духовната промена на човекот е јасната препознатливост на промената. Тоа е како тест што Павле овдека го поставува. Ако нема јасна препознатливост, јасна видливост, читливост на промената на личноста, тогаш може да се стави под сомневање квалитетот на промената. Третата слика што ја дава Павле е за авторот. Кој оној што го пишува писмото, кој оној што ја пишува препораката. Или Христос. Христос е оној што го испишува писмото во вашите срца. Така, хартијата, вели на мојата препорака, се вашите променети срца. Тоа писмо е јасно, читливо и продолжува, а оној што го пишува писмото е самиот Христос. Тој го гравира во вашите срца. Тој извршува промената. Да. А која е улогата на Павле? Вели, вие сте Христово писмо,
тој го пишува преку нашата служба. Или, вели, составено преку нашата служба. Во грчкиот текст не пишува составено преку нашата служба, туку има само два збора. Преку нашето служење, т.е. отслужено од нас. И зборот е диаконос, зборот за служење. Некои англиски преводи го преведуваат како донесено преку нас или доставено од нас. Зашто апостол Павле вели, ние не сме авторите, Христос го испишува, но тоа Евангелие, тоа писмо, кој треба да биде испишено во вас за да се случи промената во вашето срце, е доставено преку нашата служба. Ние го носиме писмото, а Христос го испишува во вашите срца. Ние служиме, ние сведочиме, ние проповедаме, а Христос тоа слово, живо слово, го испишува во вашите срца, така што ја прави промената во вас. Да. И кога Павле говори за неговата служба, тој ги подсетува како било во Коринт. Воопшто не било лесно. Кога тој оди во Коринт, целиот град се крева против него. И Павле се разочарува до таму што треба Бог да му се јави лично. И во дел 18 глава 9 стих пишува: му рече Господ на Павле во видение ноќе: не плаши се, туку продолжи да зборуваш и не замолкнувај. Зашто јас сум со тебе и никој не ќе посегне да те направи зло, бидејќи има многу народ во овој град. Може се види какво охрабрување. За да му се јави Христос и да му каже: не плаши се, продолжи, не замолкнувај. Очигледно дека Павле бил во дилема сега, што да прави, гледајќи таков отпор во градот. Неговиот живот е заплашен, доведен во опасност. Не плаши се, му вика Господ. Ќе видиш што ќе се случи во овој град. И навистина се случува. Многу луѓе се спасуваат во тој град. Да. Така. И последната слика, што ја дава овдека, значи, имаме материјал, човечкото срце, автор Христос, службата на Павле како поштар на Евангелието, и последната е така да кажем, мастилото со кое е испишено. Вели, духот е оној кој што го испишува, не вели напишано не со мастило, туку со духот испишено, со духот изгравирано. И овдека прави асоциација од тој момент натаму, она службата во Стариот и Новиот Завет. Законот кој е испишан на камен во Стариот и Новиот Завет или Заветот со Христос кој се испишува во нашите срца. И со тоа Павле пак прави уште еден контраст. Некои доаѓаат со писма, напишани во Ерусалим, со мастило, од човечка рака, на хартија. Вели, ова писмо што јас го имам, за службата на Бог, меѓу вас во вашето срце, е испишено со мастило кое не бледне, не исчезнува. Она што Христос ке го испише во вашите срца, останува за секогаш, бидејќи со духот е испишено. Не избледнува. Тоест, е гарантирана една неразрушливост на тоа сведоштво или неразрушливост на тоа дело, на таа служба. И давајќи тие аргументи, сега станува јасно тоа реторичко прашање или абсурдноста на прашањето. Ми треба ли сега препорачливо писмо како што на некои други им треба меѓу вас? Кога има едно такво сведоштво, вие сте самото писмо, вие сте живото писмо. Продолжува во 4 стих со Продолжува во 4 стих со објаснување за тоа пак од кај доаѓа способност. Ова беше досега од кај квалификацијата. Тоест, дали тој е ополномоштен, дали тој има кредибилитет да служи. Христос е неговиот кредибилитет. Да, може уште еден да вратиме назад. Да, уште еден. Е така. Овдека говори пак од кај доаѓа мојата способност за служба. Бидејќи некои се фареле со некои посебни специјални способности. Павле вели, мојата сигурност, мојата способност
И мојата сила не се од мене. Мојата сигурност е во Христос, мојата способност доаѓа од Бог, а силата за живот, животворната сила, доаѓа од Духот. Ништо не е од мене. Хајде да видиме таа увереност во Христос. Таква сигурност имаме во Бог, но преку Христос. Тоест, сигурност, тоа преку, или зборчето ен, значи од. Доаѓа од Христос. Во Бог е, но од Христос ни доаѓа сигурноста. Со други зборови Павле вели, јас не сум уверен или сигурен во мојата работа, бидејќи го имам точниот метод за работа. Или бидејќи имам дарби повеќе од другите. Или бидејќи имам добра репутација, зашто другите сведочат добро за мене. Мојата единствена увереност или сигурност доаѓа од Христос. И тоа неколку пати, се нема да ги читам овие стихови, повеќе пати го повторува. Веќе не живеам, туку Христос живе во мене. Се можам преку Христос кој ми дава сила. Второто нешто кое продолжува е способноста. Од кај доаѓа мојата способност? И ова што го каже овдека навистина изумува. Навистина е восхитувачко. Не дека сме способни да помислиме нешто како од себе. Тоест, вели, воопшто ни на ум не ни паѓа на памет да си помислиме или да веруваме или да се заблудуваме дека ние нешто правиме од нашата способност. И дури ако сме дале многу, сме вложили многу, дури и најдоброто ако сме го дале, воопшто не ни помислуваме дека ние со нашата способност сме го направиле тоа. Туку се доаѓа од Бог. Ништо, вели, не доаѓа од мене. Замислете се, ово кажува еден брилјантен ученик на Стариот Завет. Тоа го кажува еден човек со големи познавања. Тој го кажува човек кој може многу да се фали, така по-човечки речено. И тој во еден момент кажува со какви работи може да се фали. Луѓето кои сеат семе на сомнеш меѓу коринтијаните за служењето на апостол се евреи. Луѓе кои доаѓаат од Ерусалим. Со писма. И се фалат со авторитет кој го имаат заради некои така човечки работи, нешто. Павле може многу повеќе од секој да се фали. Тој има еврејско потекло, какво што многумина би посакале. Тоа е од евреин, од Венијаминовото колено. Тоа е ученик на едни од најдобрите учители во тоа време. Тоа е обрзан по сите правила фарисеј. Тоа е, и ако веќе говориме за духовна фундаменталност, тоа е во тој поглед еден од најревносните духовни активисти, така да кажеме, за заштита на јудаизмот. Тој е гонел црквата, тој ги убивал христијаните. По правдата, вели, на законот безпрекорен. Тоест, може да кажеме дека е морално совршен во тој поглед. Безпрекорен во тој поглед. Безпрекорен во почитување на законот, а законот е, нели, моралот, етиката. Етички безпрекорен. И Павле вели сите овие работи со кои можам да се фалам. Кога го видов Христос, кога го запознав Бог, ги видов способностите, ресурсите, сето тоа ми изгледаше како, сега, ние користиме збор измет во нашите проповеди, меѓутоа Павле во текстот го користи оној зборот што ќе го слушнете во народниот јазик. Сето тоа е, американците го повтараат на во секоја реченица по неколку пати. Или сето ова е измет. Во споредба со она што го видов како способност, како ресурси, како сила што доаѓа од Бог. Или
Ако сакате, она што го пишува во 1 Коринтијани 15:10 е сумаризација на неговиот живот. Со благодата на Бог сум тоа што сум и неговата благодат која во мене не беше напразна. Повеќе се дорадав од сите нив, само не јас, туку пак Божјата благодат која е со мене. Дори кога најмногу се трудев, дори кога давав најдоброто од себе и кога најмногу постигнав, пак не беше она што јас го правев, туку она што Бог го правеше во мене. Само благодата ги правеше сите тие работи. Има еден библиски учител од 19 век, Норман Груп, кој вели: Божјата работа може да ја работи само Бог. Тоа е. Божјата работа може да ја работи само Бог. Божјата работа ја работи Бог преку нас. Тоа е. Ние не ја работиме Божјата работа. Божјата работа ја работи Бог и Бог не употребува нас за тоа да ја работи Божјата работа. И тоа на чувство на зависност во апостол Павле што го прави да биде голем служител и да има навистина кредибилитет за служба. Павле говори за она влијание како Христова арома што го има меѓу луѓето. И тој е свесен и навистина има влијание. Меѓутоа тој е свесен дека тоа влијание не доаѓа од него, туку тоа влијание доаѓа од Бог. Дека таа сила не доаѓа од него, доаѓа од Христос. Дека таа способност не е негова, туку е Божја способност. И тоа е тајната на успехот. Ако ние се мислиме дека со нашите сили, со нашите способности можеме да го извршиме влијанието, нема да можеме. Дури и кога сме имале успех во животот, давајќи го најдоброто од себе, треба да бидеме свесни дека Бог го направил тоа, а не ние. Тоа е она што Павле го истакнал, сака да го каже. Никој не може сам од себе да се препорачува. Кој се фали со своите препораки? Кој сам се препорачува? Ако се фалиме, со Господ да се фалиме. И тука продолжува, отвара една тема, меѓу контрастите ги прави меѓу Стариот и Новиот Завет. Тој е Стариот Завет кој се уште некои го пропагираат во црквите во тоа време, и Новиот Завет кој е тема на проповета на апостол Павле. И вели, тој таа способност ни е дал за да бидеме слуги на Новиот Завет. И тој во овој текст користи нешто што и Јеремија го пишуваше во Стариот Завет и Езекиел го пишуваше. И тоа 600 години пред него. И тоа е, тамо се пишува и за Нов Завет и така натаму, но еве во Еремија како е запишено во 33 стих на 31 глава. Но еве го заветот што ќе го склучам со домот Израелев по оние денови, вели Господ. Ќе го вложам мојот закон внатре во нив и ќе го напишам во срцето нивни, па јас ќе им бидам Бог, а тие ќе бидат мој народ. Павле вели, ние имаме нова сега, поинаква уредба или правилник за животот. Старозаветниот правилник за животот, каков беше, што значеше? Луѓето имаат еден правилник испишан на камена, заповеди, стандард на живење, каков живот сака Бог да живееме. Надворешен правилник и луѓето се обидуваат со своите сили, давајќи го најдоброто од себе, да го исполнат тој правилник на живот. И тој старозаветен живот поттикнува на крајот на краиштето увереност во себе и самофалба. И самоправедност и гордост. Еве, ние правиме нешто. Кажу нешто да правиме и го правиме. И ние сме големи, ние сме успешни. Тоа е филозофијата на служба на тие лажни учители. Ние го исполнуваме законот, ние сме поправедни од другите. Самофалбата, самоувереноста. Тоа предизвикува Стариот Завет. Меѓутоа, Новиот Завет е нешто поинакво. Новиот Завет е една уредба која вели и Еремија и која Павле нели овдека пишува, е запишана во срцата на луѓето. Тоест, тоа не е надворешен правилник за живење, туку правилник кој Христос го испишува во срцата на луѓето, така што ги преобразува нивните срца.
Испишувајќи го тој нов стандард на живење, во исто време Христос и го променува срцето на луѓето. Тоест, во живењето на тој начин, новозаветен начин, силата доаѓа однатре. Бог ја дава, ги испишува тие правила во срцето на човекот и ја дава силата. И сега, која е најголемата разлика? И тука доаѓаме до силата за која пишува Павле. Од каде е мојата сила? Мојата сигурност е во Христос, мојата способност е од Господ, а силата, онаа сила што преобразува, што дава живот, е од Светиот Дух кој работи во срцата на луѓето. И тој прави ова дадено како два стиха, како контраст, како антитеза. Ако буквата убива, почитувањето на законите, на правилата, убиваат, духот оживотворува. Кој е крајниот ефект на крајот на краиштата на буквата или на законот, почитувањето на законот испишан на камења? Тој стандард е толку висок што нашите најдобри усилби не можат да го постигнат. Тој стандард, таа буква на крајот на краиштата фрустрира, го потиснува срцето и го осудува човекот. Убива. Додека духот кој го запишува законот во срцето на човекот, духот кој од внатре ја дава силата за поинаквиот живот, начин на живот кој доаѓа со трансформација на срцето, дава живот, оживотворува. И затоа Павле како аргумент на крајот дава: мојата увереност е во Христос кој работи во срцата, мојата способност од Бог кој не оспособува за служба на Новиот Завет, и на крајот на краиштата Светиот Дух работи во срцето на луѓето и дава живот. Така да, ако Стариот Завет вели дај го најдоброто од себе, тоест работи со сите сили за она што Бог го бара од тебе, суштината на Новиот Завет е Бог работи во тебе да го направи најдоброто во Божјото дело. И во таа смисла Новиот Завет дава живот. Новиот Завет освежува. Ако Стариот Завет или почитувањето на буквата истоштува и на крајот води до вина и осуда, Новиот Завет преку работата на Духот во срцето освежува и дава живот. Бидејќи целата преобразба доаѓа однатре, не однадвор. И тоа е всушност целата идеја на Павле, давајќи тие контрасти овде меѓу лажните учители кои проповедаат друг Христос, нудат друго евангелие, и она што евангелието на Христос што го нуди или го проповеда апостол Павле. Така да, прашањето овдека всушност на крајот е од кај доаѓа нашиот кредибилитет? На што се надеваме? Дека може да го живееме животот или да ја вршиме службата? Бидејќи луѓето сметаат така, дека сме способни, или затоа што имаме позиција, или затоа што имаме титула, или затоа што имаме знаење, образование, Павле се восхитува само од едно нешто, а тоа е промената што ја гледа во срцата на луѓето. Вели, тоа е мојата единствена гаранција. Тоа е единствената потврда. Ништо друго. Дејството на Бог во животот на луѓето. Може би таа служба и не е толку видлива како во животот на Павле. Дури и во негово време тоа не било толку видлива како што била надворешната манифестација на способности и писма на лажните учители. Тоа се гледало повеќе од колку службата на Павле. Меѓутоа Бог ја гледа. И Павле најмногу се интересира тоа како Бог ги оценува работите. На какви способности е второто прашање се надеваме. Денес луѓето бараат или црквите бараат служители со харизма. Тоа значи служители кои можат да вршат влијание врз луѓето, кои можат да шармираат, да усвојуваат, кои можат да ги водат. Кај што ќе кажат, тамо да отидат.
луѓе кои убаво изгледаат, кои, како што нели Джоел Остин вели, повторува, јас сум убав, јас сум убав. И тоа ќе те направи да бидеш силен. Тоа се цени денес. Или атлетски така. И затоа се фитнес клубовите полни денес. Зашто луѓето мислат дека на тој начин ќе ги освојат другите луѓе, ќе имат влијание, комуникативни способности. Сите тие работи се добри, не велам дека се лоши. Меѓутоа сите тие работи можат да извршат влијание на луѓето, да повлијат на луѓето. Но дали ќе ги сменат нивните срца? Дали ќе даде живот во нивните срца? Целта на апостол Павле не е да ги воскити луѓето и на крајот да каже колку тоа збори. Целта на апостол Павле е да го види животот, промената во нивните срца. На крајот да го добие тој доказ, таа потвора, таа препорака од самиот Бог, дека Духот кој оживотворува, навистина е во нивните срца. И на крајот на краишта таа воскит што ќе ја предизвикаме кај луѓето, трае кратко, зашто ќе дојде некој друг кој уште повеќе ги воските. Па трет, па уште повеќе ги воските. Дури во најнапоследок, дури и во семејството воскито исчезнува. Како велат, кога се мали децата, за нив најголемите идоли се родителите. Нема посилен човек од нивниот татко. Или нема грижлива жена од мајката. Кога ќе дојдат тинеџерските години, почнуваат да мислат, од кај такви родители ми се паднаа. Тоа е влијанието што ние го имаме кај луѓето. Единствено влијанието што Светиот Дух го врши, испишувајќи го заветот, Словото, Евангелието во срцето на луѓето, така што ги променува, е она што не бледне никогаш. Она што останува за целата вечност. И на крајот затоа сета заслуга оди на сметката на Бог. Успешноста на животот и службата не се гради на заблудата дека со нашите способности ќе направиме нешто за Бог, туку на вистината дека Бог прави нешто преку нас. Ние не правиме ништо за Бог. Бог прави преку нас за Неговото дело. И така ќе бидеме на крајот на краиштата она зашто Бог не направил дел од онаа победоносна поворка која тој ја води. Ние сме дел од таа поворка да шириме арома Христова која ќе дава живот на луѓето. Единствено, ако се надеваме на Неговите способности, ја имаме сигурноста во Него и силата за преобразба доаѓа од Него.